Здраво, лавави, здраво и добре дојдовте овде, каде ќе ги толкуваме љубовните пораки. Значи, се што ќе зборуваме овде, ќе се однесува само за нешта околу љубовта и вашиот љубовен живот. Ќе се обидеме сите категории да бидат опфатени и со самото тоа, значи, ќе зборуваме за многу голем број луѓе. Затоа обидете се внимателно да ги слушате пораките секогаш кога ќе почувствувате дека нештото нема смисла или не наоѓате примена на пораката во вашиот живот, значи тоа не е за вас. Не обрнувајте внимание на тоа. И пред да започнеме, само да ве потсетам, не заборавајте да се претплатите, заследете на, бидете дел од сето ова. Слободно лајкувајте, споделувајте, коментирајте, секогаш кога сакате нешто да кажете или да прашате. Јас сум тука да одговорам. И да не должиме, да започнеме со пораките. Да видиме што носи месец јули. Јуни и јули, да, околу љубовта, за вас лавовите. Еден дел од вас, сега јас ги споделувам пораките како што ги гледам и со тоа сакам вие да се пронајдете на која страна сте од нештото. Јас кога јас раскажувам приказната, тука има две страни. Вие си ја знаете страната на која ја припаѓате. Вие сте да си го пронајдете местото. Се надевам дека ќе умеете да го направите тоа. И сега еден дел од вас, вие сте решиле да промените нешто. Ова одлука е донесена и веќе сте почнале на нешто да работите. И сте решиле да промените нешто, значи буквално за се може да станува збор. Сте решиле да промените начинот на живот, сте решиле да промените партнерот, сте решиле да промените средината со партнерот, сте решиле да промените начинот на живот со партнерот. Може би сте решиле да промените работи кои се однесуваат на вас и лично на вас. И вие буквално сте се посветиле до максимум на ова промена. Вие толку посветено, минуциозно работите на ова нешто, што дури сте станале и ситничари. Значи, може со партнерот е нешто поврзано. Може вие сакате да измените, да промените нешто во вашата врска. Може вие самите сакате на делови од вашиот карактер, од вашите желби, од вашите потреби да работите. Може би правите список што е тоа што вие го сакате и така ќе биде и не го сакате и ќе го отфрлите од корен, ќе ги сечете работите што не чинат, не ви требаат, не ги сакате и крај. Веќе нема да се согласувате на ништо кое не го сакате. Значи компромиси веќе нема да правите, така сте одлучиле и така сте почнале. И сега единствено што ви прави проблем е тоа што вие кога сакате нешто да промените, вие сакате да го промените од корен. Вие сакате буквално од основата нешто да ги промените. Не сакате повеќе ништо да подсетува на претходното, туку да биде сосема ново. И буквално од корен ги менувате. Може би за дел од вас сето ова на кое почнувате да го правите произлегува поради некаква болка што ја имате, нешто од болка, од повреда, од неверство, од лага, од нешто некој ви направил. Може самите сте си се повредиле, може некој ве повредил. И сето ова произлегува од тоа. И сега оно што треба да направите е да верувате на интуицијата. Немате многу од каде да верувате. Вие оно што го гледате и што го имате не функционира, затоа и ја носите променава. И сега нема од каде многу да црпите податоци за тоа знаење, за тоа како да течат работите. Но длабоко во вас вие знаете што треба да се прави. Сето знаење и сета умешност ја имате длабоко во себе, затоа треба и да се погледне таму длабоко во вас. И сега за тие што
работите на нешто заедничко или пак нешто треба да се промени во врската, во домот, во бракот, во кај партнерот, сите вие не сакате помош, сакате тоа сами да го изведете. Мислите дека вие многу сте поспособни ако вие го направите нештото. Вие направите промената и постапките и чекорите ги смислите вие, но кон крајот на месецов, кон почетокот на јули, веќе ќе треба да разберете дека помошта и како е потребна, и е добре доедена и е среќа што се нуди во моментов, значи помош ќе ви се нуди. Таа помош доаѓа од наискрени чувства, од најдлабоките чувства на партнерот, од тој од кого чекате помош, значи доаѓа, и да не чекате, доаѓа, прифатете ја, затоа што многу ќе значи и многу ќе ви помогне периодот. И сега тоа ќе ве стави вас во една ситуација на каде вие буквално треба да верувате, слепо да се препуштите на идеите, плановите и насоките кои ви ги нуди партнерот. Ова ќе мора да го направите. Вие знам дека многу и не сакате вие сами да го креирате нештото, да ги смислувате, да ги решавате проблемите, но овој пат ќе мора да се препуштите и слепо да верувате на умешноста на партнерот, како тој ќе го заврши ова, ќе може. Верувајте му, сите кои се двоумите, верувајте дека ќе може. Ако не се работи за партнерот, тогаш не се колебајте за вашите способности, затоа што вие ќе можете да го изведете. Значи, се што сакате, се што сте решили да изфрлите од животот и работите на нешто ново, да знаете дека помош е добре дојдена, помошта доаѓа, и верувајте или на себе си, или на другите. Препуштете се, кога е тоа потребно, препуштете се, значи. Ако е нешто поврзано со партнер, со некој во вашиот живот, може сопруга, партнер, дечко, девојка, се може да биде, значи треба да сватите пораката е една за вас, дека еден преку друг може само да ги пронајдете деловите кои не достигаат. Значи, ако нешто не достигаше, тоа само еден преку друг ќе го пронајдете. Помеѓу вас двајцата, не може сами. Значи, ако има некој од вас што мисли дека сами нешто треба да направите, а се работи за врска, значи треба да сватите дека заедно нештото треба да се направи и ќе се направи периодов. Сакале или не, ќе мора заеднички. И сега, еден друг дел од вас многу се грижи. Многу се грижите околу тоа дека се правите вие. Ајде така ќе се изразам. Сета магија ја креирате вие. Може би нешто не достига околу страста, околу емоциите, околу заедничкиот живот, нешто тука не достига и сета магија ја правите вие. И сега се грижите зошто другиот да не учествува, зошто вие сами морате да го правите. За еден дел од вас пораката е таква, за друг дел од вас пак пораката е дека принудувајќи го партнерот да направи и тој нешто, да не бидете само вие тие кои што правите, ќе го наведете да направи нешто избрзано. Тоа ќе биде избрзано и нема да биде воопшто корисно нити за врската, нити во бракот, нити за него, нити за вас. Значи, тие што се обидувате да го поттикнете на нешто партнерот, внимавајте на кој начин го правите тоа и што му сугерирате, затоа што ќе направи нешто избрзано, со цел да ве задоволи, со цел да
ви ги задоволи потребите и барањата, ќе направи нешто многу избрзано што ќе предизвика некои турбуленции во врската, во бракот, за што и да се работи. И сега некој друг дел од вас пак ќе мора, таму каде што магијата ја правите вие, другиот не, ќе мора вие да изнајдете начин како да го поттикнете. Како да го поттикнете. Може би партнерот не може да допре до својата имагинација, како да ги разубави нештата, како да ги зачини, како да ја може би во делот од романтиката, може би во делот од вашиот се што е во врска со вашиот љубовен живот, тој едноставно не може да допре до својот креативен дел од својата личност. И вие ќе мора да го поттикнете нешто да направи. Вие сакате сега да го поттикнете, да му ја разбудите фантазијата на некој начин. Може би пак не се работи за него, се работи за вас. Вие ќе бидете така периодов малку иновативни во вашиот може и во сексуалниот живот, може би и во емотивниот дел од животот ќе бидете малку по-иновативни, сакате да направите нешто, сакате да ја разбудите страста, магијата, нешто околу тоа. Значи, убав период за вас, сите што сте си во врска, што имате партнер, се е нешто околу тоа. Дел од вас пак, јас гледам дека имате некој наум, посакувате некого, сакате некого, ви се допаѓа некој, но немате начин како да дојдете до него. Вие изнаоѓате начин како да, а колку многу би сакале да му кажете што чувствувате, што посакувате, кои се вашите планови. Многу сакате да му кажете, но не може да најдете начин. И од вас се бара да не избрзувате, да не брзате, да не го пропастите впечатокот. Вие сега малку поработете, дали на себе, дали на нешто, на вас, во вас, околу вас, за печатокот да биде комплетен. И од прилика тоа е тоа што може да се каже овој пат за вас. И има некоја порака овде, некој вас сака нешто да ви каже, може за сите важи, може за дел од вас, но пораката е ова: погледни длабоко во твоето срце и ќе ја почувствуваш мојата љубов. Мојата љубов кон тебе е длабока колку океанот. За некого еве поракава. Се надевам нешто ќе му значи на тој некој и се надевам уживавте и до следното. Чао, чао!